86.000 квадратни метри или запуштена површина која требаше да биде парк со големина на 12 фудбалски игралишта, се протега крај кеот на Вардар во Карпош 4, на местото што некогаш беше депонија за градежниот чуд од скопскиот земјотрес. Од тогаш па навака градските власти никогаш не му најдоа практична примена, се додека не почнаа на негова сметка да се редат предизборни ветувања. Се започна во 2017 година, кога тогашниот градоначалник Петре Шилегов ветуваше мега парк со ботаничка градина, но скопјани на жалост никогаш не го видоа. Ако е дадено пари за ова, тој што дал пари нека дојде нека одговара за ова кај што оставен. Да даеш толку пари да гостиш вака се упропасти, треба си тотален талент. Дефинитивно е направен и запуштен периодов. Овде проаѓам скоро секој ден, одам на трчање тука на кеј. Сметам дека малку треба да се заживее место, од кога се направи до сега, па нема некои големи промени, само се пополнети дупките и исчистена депонијата. Малку треба да заличи повеќе, да се насади барем тревички или некоја цвеќенца. Фали дефинитивно осветлување во овој регион од градот и многу повеќе зеленило и дефинитивно можам да приметам дека нема ниту една корпа за отпадаци, што многу недостасува исто така. Како смешно е во Македонија, че почнати сега остаа така. Денес, по 48 години од првите ветувања, просторот се уште чекаа на реализација и уредување. Дел од градежните активности ги продолжи и раководството на актуелната градоначалничка Данела Арсовска, но и тие траја кратко. Ветуваа многу, а не исполнија ништо. Алфа побара одговор од град Скопје, но како повичај, во што не го добивна. Ти у парк треба да имаш дрва, така? Кој ги одржува? Еве, тука поминам со години покрај кео се шетам, нит сум видел некој дека одржува, нит дека нешто прават, види како е зараснато. Така? А погледни доле што прават на кеот. Сада треба, уште овци да донесат овдека и да молзаме овци. Катастрофа. Од другата страна на мостот се протегаат уште неколку илјадници метри јавен простор кој не е опфатен од ниту еден општински или градски проект, а е своевиден мост меѓу градскиот парк и паркот во Карпош 4. Доколку би се поврзале со вегетација и инфраструктура, Скопје би добила една зелена оаза каква што навистина заслужува. Но за реализација на овој сон ќе почекаме одговор од новиот градоначалник, кој Скопјани ќе го изберат во месециве кои следат.